Почитувани радио што се гледа, односно емисијата Муабети месо, денеска посветена со еден наш драг гостин и пријател, кој што верувам дека многумина прилепчани ќе го препознаат, затоа што тој е присутен секоја година во Прилеп, но веќе 8 години живее и работи во Соединетите Американски држави. Препознатлив по фудбалот, односно беше лидер, водач на навивачката група Мајмуни. Исто така препознатлив по рап музиката, но и оваа година, втора година поред, познат по тоа што е организатор на хип-хоп фестивал. Јас му посакувам добре дојде уште еднаш во Прилеп, во неговиот роден град на Дејвис Пирковски, и навистина ми е драго што те имаме гостин во нашата емисија и што ќе можеме да помуабетиме за сите овие теми кои што ги напоменав, но и да не заборавам за фудбалот, бидејќи неодамна заврши светското првенство. Пред се ви благодарам за поканата на Радио Пила. Иначе да ви се пофалам дека сум ваш редовен консумент. Редовно слушам вашата музика, вашите јавувања, интервјуа. И па можам да го кажам истото и за останатите кои живеат во странство. На еден начин, ради вас, вие што постоите, ние сме на некој начин близко до сите информации тука кои се случуваат во градот и во Македонија. И пред се ви благодарам за поканата. На наше задоволство, верувам и на задоволство на оние кои што не следат, не следат навистина од цел свет. И еве ќе дознаат и нови информации. И најпрво повод за овој разговор беше тоа што и годинава, втора година поред, организирате хип-хоп фестивал Ритамот под кулите. Прашањето до тебе е зошто хип-хоп и зошто во Прилеп? Зошто хип-хоп, бидејќи тоа е мојот правец на музика кој го негувам. Неколку години од кога се пресели во Америка, на еден начин јас се разделив со музика, бидејќи знаете како почнуваат обврските со фамилијата додека се снајдеш во странство. Но го запознав едно младо дете, тој се вика Андреј Јовановиќ, живее во 13-котницата, студира и има свое студио во Скопје. И на еден начин, бидејќи порано, еве како што кажавте, познат помеѓу младите, на многу пати ми приделе или ми пишеле многу млади деца кои сакаат да почнат да се занимаваат со рап музика. Сум се потрудувал, сум пишувал текстови, сум му најдувал простор каде да снимат, но сегаш на крај епилогот бил завршувал со ништо или се откажувале или не знам од која причина. И така и овој пат со Андреј му реков нема проблем и си помисли во својот ум дека може би ова е едно исто од овие деца, што бидејќи ги разбирам младите. Но кога се вратив првата година, тој на прва ми се уште првиот ден вика, значи што правиме, вика, нели се договориме да сниме песна. И првата година кога си дојдов, ја снимив Врзани со Ланес, заедно со него ја пееме. И веќе наредната година, пошто со него ноштоп бевме во комуникација преку интернет, и почнеме да го спремаме мојот албум една цела година. За ланската година кога си дојдов, го снимив кај него, албумот се вика Ново Руво, има 11 композиции. И заедно со некои другарчина кои се рапери тамо од Скопје, има некој состанок, ние појдеме до продавница нешто да испазариме, и кога се вративме вика вака и вака, дали сакаш да направиме фестивал во Прилеп и да се вика Ритамот под кулите, бидејќи Ритамот под кулите е име на првиот албум кој го имав снимано пред 15 години. Албумот го доби името по песна, носачката песна која го носи истото име Ритамот под кулите. И на едно огромно моје задоволство, јас стварно бев изненаден, значи од толку пати од младите што се откажувале, овие млади беа доста сериозни. Јас реков, мислам, кратко е време, од 2 недели, но познавајќи си ги моите способности за организација, пријателите кои ми помагаат, пошто треба и спонзорство, и луѓето кај што сум оставил лице, и има доверба. И го направивме, ланскиот фестивал ни беше на 10 август, и на едно огромно изненадување, значи навистина имавме некаде околу 300 гости, имавме повеќе од 10 рапери од низ цела Македонија и помина во најдобар ред и луѓето беа задоволни и вика добро е што еве се случува нешто, бидејќи во последните години некако како Прилеп да беше замрет, како да немаше многу случувања, некои фестивали беа запрени или се одржуваа на некое пониско ниво. И знаеш, после толку време кога ќе се вратиш и кога ќе те препознат и кога ќе ти кажат дека ќе ти кажат добри зборови, некогаш добрите зборови вредат појче и од пари и од други материјални средства кои може човек да ги
да ги настели и да ги добија. И токму заради тоа продолжи повторно пак со хип-хоп, со музиката по едно одредено време да бев стопиран ради обврски, но овој пат, еве, ова година повторно, ќе биде на 31-ви, тука на истото место, на летна сцена. Исто така имаме доста гости од Македонија. Овој пат ќе имаме 3 диџеи, доста познати диџеи. Тие двајцата се од Македонија, а едниот е диџеј Сче, го познаваат младите тука. Тој е доста популарен диџеј. Тој е диџеј на хаус, на гоа транс, но исто прави и хип-хоп битови. И буквално е низ цела Европа пушта, неговата музика се слуша. Иначе живее во Мајорка, во Шпанија. И баш некни се видовме на пиво феста, тука пушташе на бината музика и се најавме долго време видено. И самиот едноставно ми понуди, вика, значи не ми треба ни пари ни ништо, сакам да дојдам и да направиме заедно со диџеите. И еве да ги поздравам гледачите, да кажам дека се тоа што се случува нема ништо да биде плейбек, сето ќе биде во живо, значи музиката во живо е, знаеме дека е многу подобро и уживањето е многу подобро кога е во живо. Значи очекувате околу 300 изведувачи кои што ќе биде 300 гости, а ќе биде изведувачи околу 15 изведувачи. Карактерот е ист како лани. Видовме дека ланска година, пошто рано почнуваме од 7 па се до 1 пополној, како што дозволува и законот. На почеток имавме, еве да бидат благодарности до компанијата Кофи Ангел, која ни излезе во пресрет со бои, со платна, и цртавме графити и доста млади деца имаше, да речем, некои родители си ги носеат своите деца. Буквално нив му ги дававме да црта и видовме реакцијата дека е прекрасна, дека децата се на некој начин влегува, под кожа влегува и музиката и арт движењето на еден начин. Тоа ќе биде за старт, потоа ќе имаме open mic, отворен микрофон кој сака, ако сака некој да израпува нешто, без разлика дали е како гостин, мислам како настапувач гостин или некој кој има способност да направи фристайл. И потоа продолжуваме со слушачка промоција на Андреј Јовановиќ, бидејќи тој прв пат оваа година го изваде својот албум. Албумот се вика Нов лист, има 15 композиции, во сите 15 композиции има гости од цела Македонија, познати рапери, во која една од нив сум и јас. Браво. Интересно е што рап културата практично е резултат на одредено незадоволство, особено во Соединетите Американски држави, и тоа би рекла на одредена популација, ајде да не бидиме без разлика кај таа популација излегла, точно е тоа. Но е прифатена. Но сега на некој начин веќе тоа прераснува во одредена уметност која што се трансферира во хип-хоп култура. Колку кај нас ова хип-хоп култура заживува, јас би рекла дека веќе е на високо ниво, заради тоа што еве и наши млади учествуваат на хип-хоп танцови, фестивали и така натаму. Да, се прошири хип-хоп гранки, повеќе гранки влегоа во музиката. Да, како еволуираше ова хип-хоп култура да достигне до ова ниво? Кога зборуваме за во Македонија, конкретно кога зборуваме за Прилеп, во раните 90-ти јас се сеќавам дека имаше излегува како рап групи, но тие рап групи беа повеќе како комерцијални и не беа, да речем, како да кажем, песник кој ќе ја кажат вистината. Повеќе беа комерцијални. Но некаде од 2005 година, буквално тогаш ние кога излеговме како група, излегоа уште 2-3 групи од помлади деца од нас и можам да кажам дека Прилеп се вбројува во еден од градовите во Македонија кој произлегоа може повеќе од 15 групи на кој негувава музика. Инаку рапот е, разбира дека е излезен во Америка. Од местата од луѓето кои биле огнетувани, кои не можеле да дојдат да го кажат своето мислење, да дојдат до своите права. Рап музиката произлегува е мешавина од джез, од фанк, од тој правец е само вметнато е рецитирањето. За во текот на годините да се усоврши од рап во хип-хоп и да се вбројат тука арт, графитите, да се вброи брейк денсот, фристайлот,
значи повеќе гранки се вбројуваат во оваа култура, но во Македонија некаде после 2013-14 година како да замрва таа музика, бидејќи се сеќавам дека во тоа време многу голем наплив почна да има на музика. Не знам, јас не би нарекол така, некој вика шунт музика, но јас за музика немам поградни зборови, бидејќи за секоја музика има слушатели. Но може би таа, да речеме, индустрија и тие големи студија и промоции кои ги праја, се го направија своето да привлечат повеќе внимание. Но некаде после 18-20 од времето на короната повторно рап музикава се враќа во Македонија и еве да речем во Прилеп благодарение на фестивалот и еве на овие млади деца како што Андреј е доста талентиран и стварно сум горд бидејќи во Скопје најмногу се негувала таа музика, а тоа дете таму влезе во Скопје и да влезе во тие крови каде повозрастните му дадоа еден голем респект и му дадоа простор да може да работи. И баш сум задоволен што еве хип-хоп музиката се враќа и можеме ние да се изјасниме, темите се општо за се прифатени, мислам за се она што не обкружува, што се случува секојдневието, од социјални теми и до љубов, па и до спорт, па и некои песни се и комедија, комични песни. Значи различни тематика различна, но ритамот е тој. Сега јас би сакала да поврзам она што се одразува преку рапот и хип-хоп културата, но и по она што ти си препознатлив и секако од каде си, од Прилеп, сето тоа поврзува една нишка, а тоа е револуционерното во тебе. Беше лидер и водач на навивачката група Мајмуни долго време и практично кога ќе се каже Мајмуни, тоа е Деви Спирковски, но исто така пак ќе речам, можеби ете животот така те насочил, а понатаму ти се препознаваш и преку хип-хоп културата, иако живееш во странство, ти сепак се поврзуваш со Прилеп. Морам да те прашам во однос на навивачката група Мајмуни, дали се уште одржувате врски со тие кои што беа тогаш во таа група? Како го оценуваш сега она што се случува во Македонија во однос на спортската култура, на фудбалот, но и на победа? Значи, главно на победа. Најболното прашање. Да, ќе се повратам малце на почетокот на прашањето. Прва моја номера која сум ја снимил е токму химната на ФК Победа, која е 25 години постои како песна. После тоа јас почнав со хип-хоп музиката. Исто така, пошто кажа со револуционерниот дух, мои две песни се за специјалната единица за волци, имам песна снимено, но имам снимено песна и за генадите на Карпала, која е најслушана песна до сега од сите мои песни. И ден денеска, кога ќе дојде тој, еве во август, кога ќе дојде тој помен, се споделува многу пати на социјалните мрежи. Кога станува збор за фудбалскиот клуб и за навивачката група, мој прво официјално, да речем, како организатор, бидејќи сум уште од мал сум почнал да одам со навивачите, со повозрастната екипа, со Маркови внуци, јас се сеќавам дека тие, пошто моето име е специфично, сега има повеќе, да речем, странски имена, но тогаш во тоа време беа ретки многу. И знам тие повозрастните многу ме почитуваа и тие викаа ова дете кога ќе порасне ќе биде гарант, ќе биде воџа, ќе биде лидер. И токму така се случи, како да беше не клетва, али како предскажување. Во 97 година кога настана промена на генерации, јас тогаш заедно со сите мои другари, познаници, пријатели, што биле и од некогаш иделе, што биле моја возраст, со Маркови внуци, застанавме позади Победа, но се сеќам дека тогаш и Победа доби нови спонзори, господинот Хаджеристински и покојниот Ацуле. И се сеќам дека тогаш Победа почна да нижи добри успеси. Мислам, Победа нижала добри успеси, но во времето на Југославија. Кога се вратиме во 60-тите, 70-тите, 80-тите години. Но после толку време Победа почна да изгледа како професионален добар клуб организиран и почна да настапува по низ европските купови. И тогаш имавме ние таа прилика, бидејќи имаме добра соработка со председател Охари и можеме да напредуваме. Јас имав така некоја визија од секогаш, пошто бев подучен од времето како се доживуваше, да речам, навивањето, пошто ние од кога се разделивме од Југославија, уште после се сеќава работите стоја
што се вели навивачите кога кажеме за победа со Маркови внуци, навиваја за натре во автобус за Звезда и за Партизан. Ние како млади го донесовме тој дух, патриотскиот дух, забранивме да не носат дресови од туѓи клубови, да се насочиме само на нашиот клуб. И навистина направивме некои други стандарди, имавме доста успеси. Не велам, не во склоп се случува и некогаш да имаше некакви, да речеме, мали инциденти, но фала му на Господ не беа со некакви последици, сето било ете така во духот на жаро. Значи не можеме тоа да го скриеме, бил дел од историјата. Но со текот на годините како врвеа работите, нели им се случи таа кобна утакмица со Пјуник. Нормално некој тоа го накодоши некаде, ама за некој да те накодоши ти мора да направиш беле. Значи тоа беше, јас можам реално да кажем дека на покојно Јацо не беше тоа како мала вина, бидејќи тогаш излегоа кладилниците и може да беше такова грешка. Јас го почитувам како спортски работник, имаше доста направено за победа, но тоа беше грешка и ете најверојатно бидејќи Победа растеше како добар клуб и тоа го запримете и во Скопје и секаде и едноставно што беа луѓе кои имаја кредибилитет во спортската јавност, имаја уплав од Победа дека може да почне да освојува домашни првенства и на еден начин успеа на наша грешка да тоа сето да го искористат и да ја добиеме таа казна. Јас се сеќавам дека не само највачите, тогаш бидејќи ние важиме за спортски град и во време на Југославија како најспортски град, дека луѓето не само највачите почнаа да се откажуваат од Победа, бидејќи нормално сите одат да гледаат фудбал, спорт, никој не сека такви вешавини. Има луѓе што и без разлика на тоа што ода уште, ама луѓе домајќини веќе се откажаа. Така и јас во тоа време имаше една мала случка после тој Пјуник, бидејќи јас не можев да го издржам тоа, влегов со мајца во стадион, после настана некој кавги, се скарав со управата и буквално едноставно се откажав како организатор. После мене се откажаа многу што беа од таа екипа, останаа млади деца што бркаат таа работа. И после подолго време, нели, Победа ослабе скроз, нема таму пари, стаса казната, отворија уште еден клуб, два клуба, нели, Викторија, Джуниор. И после тој клуб скроз веќе замре. И јас тогаш се сеќавам дека не одев, нели, во тоа време кога престанав, почнав активно се занимавам со музикава, со хип-хоп. И дојде ме замолија, дај Деви, вика вака и вака, ти познаваш многу луѓе, да застанеме и да го спасиме клубот. Јас се сеќавам тогаш појдов кај градоначалник, беше Марија Ристински, му го кажа ситуацијата дека Ацуле сака да се откаже од клубот, да најдеме спонзори, тој со неговиот кредибилитет ги најде, да речем, големите компании. Застанавме и во рок од 3 години Победа вратиме во прва лига. После тоа се случија некои работи и повторно дојдеа некои легенди од Победа, ја презадоја што беа екс-фудбалери и видовме до кај сте се Победа после долго време и сега сите знаеме дека Победа е ова истата Победа што ја кажувам ние што ја спасивме, што ја донесовме на некој ред. Дојде до, мислам, тој ревизорски извештај никогаш не го извадил да го види се прелепчени што го знае од муабет на муабет, но никој не го види како список да зна точно, како документ да зна што точно се случи. И ама важно во смисол луѓето, значи во чаршијата чим се зборува чаршијата секогаш во право, ги знае работите. И сега таа Победа е доста многу борш. И јас можам да кажам дека во последниот месец и пол пред да си дојдам од Америка, овој пат имав две комуникации, значи секојдневно комуникации, што се вели жена ми ќе избркаш од дома. Буквално не можев да ги бркам моите обврски што бев толку обседнат и што сакав многу да помогнам за да се среди работава. Имав комуникација со господинот Саша Поповски, кој е сега најголем собственик на сите акции, но тој ја ќе кажам дека не беше искрен, што јас бев стварно заинтересиран да помогнам, сакав и со сегашниот градоначалник да ги ставам за да се помогне што може, но тој мене до крај не ми ги кажа работите помеѓу договорите, помеѓу тие акционери, јас кога дојдов тука ги разбрав, јас се прекинав комуникацијата со него, пошто не сакам јас сакам да направам од себе се искрено, не сакам да разговарам со луѓе што не се до крај искрени. Не можам да речам дека се лаже или не се до крај искрени. После имав со уште еден што го спомнува за прилепчаните јавно да кажам. Тој се вика Трајче, живее во Австралија во Перт, иначе е по татко Скопјанец, а по мајка е од Португалија.
со човеков никогаш не се познаевме во живо, имавме долго време комуникација. Комуникацијата цело беше на англиски јазик и тој според тоа тој што го кажуваше, ветуваше големи работи, да вложи во клуб, да вложи во школите, дека има договор со Адидас, значи стварно моменти што ветуваше, но кога и него го стави со сегашниот градоначелник, му стави со Дејан Продановски, Дејан рече нема проблем, стварно интересно ова што го кажуваш, му ставив првен комуникација помеѓу нив, да не бидам јас на средина, да може да се договора. И евентуално, значи човек и тој испадна некако што треба, пошто секој градоначелник, друго јас да разговарам, друго градоначелник си бара гаранции, банкарски гаранции си бара, како ти ќе бидеш спонзор ако не даеш, или ако си ти заинтересиран, значи стварно да го земеш клубот, пошто тој кажуваш дека се разговара со сегашната управа 3 години, а во последните 6 месеци дека цело време бил во контакт, дека не можел никако да се договори за да го преземи клубов. И јас, кога ставив и кога градоначалникот му побара него гаранции, значи човеков едноставно го снема, не дојде. Значи друго е и таа приказна, значи види, ние може некој луѓе ќе не обвинува, но ние мора да комуницираме затоа што може некој стварно да е искрен. Но кога ќе видиме во останатите клубови, ета и во Тиквеш кои беа дојдени турци и други луѓето од странство, јас немам многу доверба што не се прилепчени, на пример, што не се тука кукнати, што не порастане со клубо, што се останува, мислам дека тие се дојдени се да направат бизнес. Јас разбирам дека фудбалот денеска е бизнес, но исто така потребно е да се вложи, да овие млади таленти кои имаме сега моментално тука, сите на здрави нози, овие школи што функционира во градот, значи стварно вадат многу добри деца, многу здрави фудбалери кои сите ги гледаме, за жал настапува во други клубови. И јас едноставно сега на градоначалникот му реков, пошто еве како што кажавте, ме познава луѓето, јас овие во изминативе 10 дена, значи секаде дока што поминав по Дујчани, со луѓе тука низ Чаршија, луѓето сите се сложуваат да се направи нов клуб, бидејќи овој клуб не му се знае сумата која е, мислам, парите што се трошени преку картичката од клубо, тие има, пато му се знае. Во ИОП парите што се борш не гина, парите што се борш во Фудбалска федерација, тие не може никогаш да загинат. А се огромни суми, се зборува 250-300 илјади евра. Башка што се спомнува борчови по луѓе, по автобуски превози што организирале, и луѓето во градов ја има истата идеја за се бидејќи победа, веќе таа старата победа, како што рековме, е заглавена во првата победа во доста борчови, ова исто втора победа така, ако градоначалникот застане, мислам дека ќе застане сега да направа втор клуб и наново да се организира, но јас себе давам совет фудбалери, екс-фудбалери, повеќе да не се вклучуваат како управни лица. Да, тие биле добри фудбалери, играле добро фудбал, останале за победа, но ти можеш да ги вклучиш сега во помошни тренери, спортски директори. Но председателот, секретар, подпредседателот, тие стрикно мора да бидат менаџери луѓе. И пред се честни луѓе во тука што се покажени во градови, што ги познават и што ќе сака да работа и што ќе може да ја организира таа работа. Тука е единствениот спас. Како што кажав, праша исто за навивачката група, бидејќи како што знаеме на 10 години настапува промена генерација, луѓето се женат и има обврски и нема да може толку да троше време, тоа е нормално како и да млади деца и тој континуитет е запрен. Друго е да постоеше сите овие години, знаеш, од татко на син го носи тој, кој ќе порази после тој си продолжува со навивачката група. Значи тука мора многу да работиме, јас веќе имам почнато. Со уште еден пријател многу ми помага, тој е како правник и ми помага околу таа работа. Јас сум поборник од секогаш и сакам и тоа, ако имам простори, ако некој го препозна тоа кај мене и во федерација, за сите навивачки групи дека ние мора да функционираме по статут. Не може ние во 2027 година да правиме 40 години од постоење, а ние да лебдеме во воздухот, да не се работиме по ниеден правилник. Кога ќе направиме статут, кога ние ќе имаме правилници како пред утакмица, како за време на утакмица, како време на полусезона, кои се нашите обврски, кои се обврските на навивачката група, со односот со клубо, начинот на финансирање, начинот на функционирање, да се избегнат старите, пошто
ако ние ќе функционираме 40 години, ако некои работи се покажаа како нефункционални и дека не носат добро, ние треба да само да ги смениме. Ништо не треба за да пробаме нешто што е добро подобро. И кога ќе го направиме ние статутот за во 2027 година, ние ќе можеме да почнеме од почеток. Јас би го замислил тоа вака, бидејќи старата група што е Маркови внуци, таа не е замрена, тие луѓе се живи, постојат. Ние да имаме свое посебно место на малата трибина, а на големата трибина да се види младата генерација. И кога ќе се поставиме сето преку статут, не може никој да сгреши. Ако сгреши некој, да се одговара, че се има расправи со нашиот адвокат, кој ќе биде личен адвокат, нема ни да се расправа ни Деви, ни Пецене, ни Колче, никој нема да се расправа. Никој со никога, едноставно си имаш проблем ти со законот. И така ние можеме да му помогнеме на Прилеп и ако сакаме да го вратиме, значи тој сјај што зборуваме, кој бил од време на Југославија, да како најспортски, најфудбалски град, мислам дека можеме да успееме во тоа, затоа што народ тука има изгубено доста доверба, нема повеќе доверба. И кога ќе се слуша некој сранец, некој ова и ома, луѓето има предрасуди, ома не, ома се лажи, ома се кради, и тоа е вистина. Ние мора тука со наши луѓе да ја вратиме довербата. Јас сум сигурен дека Прилепчани толку има изоштрен носет и знаа за фудбал, ти не можеш да ги лажеш. Тие кога ќе виде уште од првиот момент, од првите 2-3 утакмици дека се работи транспарентно, дека на полусезона транспарентно може секој да ја провери сметката, да има годишно собрание, да може воопшто да се одржува, спортски новинари да се уклуча како надворешно тело да биде исто така сите спортски и други попопуларни што се здруженија на граѓани кои екзистира повеќе од 10 години, по еден представник да биде како собрание. И фактички клубов би дошол како градски клуб, како КФК и ќе ни биде наш заеднички клуб и сите ќе си го држуваме и ќе можеме да бидеме среќни, задоволни во иднина и да бидеме конкурентни не само во Македонија и надвор од Македонија. Светското првенство заврши, јас би сакала сега едно последно прашање поврзано со светското првенство во фудбал, кое што навистина ја движеше планетата во една насока на спортот, иако заврши така како што заврши со насилство, но од друга страна и овој град живее со спортот. Прилеп живее со спортот. За прв пат се организираше следење на надпреварите во живо во центарот на градот и тоа беше навистина поздравено од сите. Му треба на Прилеп реален спорт, спортисти кои што се од Прилеп, спортисти кои што со љубов ќе се борат за свој град. Ти секоја година си доаѓаш од Америка во Прилеп и според тебе во изминати 8 години како напредува Прилеп во спортот? Што му треба на Прилеп во спортот и на каков начин би одел напред? Бидејќи еве често и низ овој разговор, но и неформалните кои што ги правиме низ градот, знаеме да се споредуваме пред 90-та и после 90-та, значи спортот не е исто, наместо да оди напред, кај нас за жал стагнира или оди наназад. Што е потребно да се направи ако се земе во предвид она што се случуваше на светското првенство во однос на организација, во однос на бизнис, но сигурно знаеш и што се случува во Соединетите Американски држави кога станува збор за спорт, а тоа е голем бизнис и дали може нешто да се примени овде кај нас во Прилеп и во Македонија? Да, еве повторно да почнеме од бидејќи 2-3 прашања се во едно. Во Америка конкретно за ова првенство, во Америка е повеќе популарен, тие го негуваат, тие за него викаат фудбал, американскиот фудбал, но таму е доста развијан исто и овој фудбал, да кажем во школите. Запрепастувачки колку многу девојчина тренираат европски фудбал во Америка. Но ако земеме помеѓу народот, ја нема таа еуфорија. Да речеме кај нас кога ќе почне, овдека секој ден гледаме во дреси облечени, еуфоријата кај нас е многу подруга. Таму беа многу доста скапи картите, повеќе беше од комерцијален и од финансиски дел првенството. Но во однос на последните случување на финалето, јас ништо и подобро не очекував од Аргентина, да не ги повредам се, што доста видов дека во Прилеп имаше што без Аргентина. Аргентинците, да речем еве, латиноамериканците, пошто јас имам доста колеги што работиме заедно, латиноамериканците важат за темпераментни луѓе кои не трпат пораз. И најверојатно произлегува од таде произлегува, да речеме, таа култура нивна, а за Шпанија знаеме дека Шпанија е во Европа, дека
шпанците се нешто подруго, без разлика дека го говорат истиот јазик. Ти може побрзо да се разбере ако се каже нешто да се налута. И исто така да го поздравам, бидејќи јас за ова што го спомнавте за емитувањето на бината тука, беше не само емитување, туку беше професионално емитување на многу добар екран, со многу добро звучување. И тоа мене, јас што го видов помеѓу овие млади децата што челикот се кали додека е жежок, тие млади деца што ги видов тука, што со нетрпение чека да дојде утакмицава, и тоа вака ми влеј надеж дека духот за навивање прилеп не може да го изгуби, само треба почетокот некаде. Но ако зборуваме за инфраструктура, за спорто и за во градо, факт е дека во последниве години вистина дека стагнираме, дека се случи може и короната може да се го направи самото, но и луѓето кои беа како челници што го организираа нештово. Има ли надеж да се среди? Има надеж. Јас имам добро другарче, пошто имам контакт, тоа другарче го вика Иле Руско, тој од Прилеп, тој е во Министерството за спорт и баш тоа го разговараме. Ние како да сме во Прилеп, мора со некоја случка да се случува нешто и оттогаш како да треба да помине години за да се исправи. Еве истото се случи со Победа со Казнава, а истото се случи со Салава Македонија. Од Салава Македонија изгоре од самиот почеток, уште тогаш во 90-тите кога ја направи без технички прием, без некои соодветни приправни работи што ида, не и така салата остана како обична сала. Јас советувам колку што може побрзо, еве давам предлог, пошто тука во сета таа несреќа, наша голема среќа е што ние имаме добри школи. Децата само што децата не може да останат тука, што нема клуб. Мора да одат на фудбалските школи што функционира приватни, сите се добри. Сите добро, не можам да извам Тони, Црното, Сивчо, еве да не ги набројувам. Сите што се, значи сите добро работа, исто така и ракометнава школа, еве ракометов полека гледам дека Кофи Ангел го крева и јас тие луѓе мислам дека заслужува да добија под концесија една од саливе и треба да се застане здраво, го повикам градоначалникот да искористи неговата ингеренција и да застане да му го да речем да му да салата. Мислам дека Витаминка држа женски клуб уште да. Функционира клубот за баскет Прилеп и има надеж моје мислење дека има надеж, пошто еве вчера бевме на прием заедно со представници од Рокдел. Се надам дека покасно малку ќе имате интервју со нив. И во разговор со градоначалникот ги кажа сите ангажмани што ќе следува во иднина, дека стварно е заложен за да се успее. И јас имам голема надеж дека ќе успееме. И се што можам правам оддалеку, само пак ќе повторам, да не се подпира на стари имена и на пример ако некој бил добар фудбалер или коментар, не мора да значи дека е добар менаџер. Да ги пронајде, има Прилеп доста менаџери деца што може да ги става на вистински функции. И не секогаш станува збор за големи средства и пари. Ние сме сега во ниски лиги. Ако ние сега докажеме дека добро функционираме и со мали пари, дека сме заангажирани, самите јаки компании и самите прилепчани што ги имат тоа во срцето, со купување на влезници, на сезонски влезници, ние можеме да ги добиеме тие пари и со буквално, како што кажав, што имаме наши деца, ние да изгледаме да ги направиме тие деца во вистински фудбалери, што нема да не кошта пари, се живее тука и за утре, ако ние, знаеме нели во минатото дека Победа имаше таа среќа и продаде неколку фудбалери. Како што е Седловски, како што е Илија Несторовски и други, да не ги набројам сега. И самиот клуб може да функционира од тие средства кога би продал. А истото, имаме доста многу диаспора. Јас се сеќавам на стадионот кога пред 3 години, пошто како што рекавте дека ме познава многу луѓе и што се иселени, јас ги одржувам контактите. Направив група манки странки на Месенџер. Од Европа, Канада, Австралија, Америка. Буквално собравме 1500 евра и јас ги ангажирав тука уметничкото друштво што е ликовно уметничко друштво, ги направивме тие графитите што се на зидот на стадион. Значи, поентаваме дека тие луѓе кои живеат во странство, дека тие не се откажале, дека кога ќе препознаат дека овде има некој кој функционира и работи домајќински, тие се без разлика дека тој нема да дојде сега да работи во странство, но тој ќе си купи
влезница годишна и со таа влезница сака да се купи и дрес. Значи тоа е многу голем прилив на пари, се тие добре дојдени средства за самиот клуб, дали за ракомет или за победа станува збор. Деви, ти благодарам за разговорот, навистина има многу што да се говори. Јас верувам дека ова е прв пат, но нема да биде последен, бидејќи ти си актуелен во секое време и со музиката, и со фестивалот, и со фудбалот, и со врските кои што ги имаш, еве и сам кажа, со диаспората. Благодарам. Благодарам и на вас. И сите овие совети, насоки, препораки се добре дојдени, бидејќи навистина на Прилеп му треба врвен спорт, го заслужува тоа. Имаме талентирани деца кои што сакаат да играат за својот град и срцето да го дадат за својот град, бидејќи Прилеп го заслужува тоа. Ви благодарам што на поканата и се надеваме дека се тоа што кажеме ќе Ќе биде реално. Че и реалност дека нешто ќе се случи. Благодарам уште еднаш.